Има еден архетип на газда што секогаш е зафатен, не може да ти крене на телефон, не може да се види со тебе. Мислам дека и тоа е голем дел избор и можеш да водиш сосема нормален живот. Иво, како си? Здраво, Георги, јас сум одлично. По текстот на Владко Стефановски, надворе пролет, живи сме. Сега не е пролет, ама сепак Се уште сме одлично. живи. Баш така. Есен е малце, почеток е на октомври и времето е ни таму ни ваму, ама барем живи сме, така? Баш така. Ај ќе почнеме и со тебе, кај со другите гости, од она првото прашање. Што за тебе представува ментално здраве? Убаво прашање. Менталното здравје, ако го поделиме, нели, ментално и здравје, ментално го гледам како нашиот когнитивен живот, односно когниција, емоции и се тоа, а здравјето, благосостојба, како и физичкото, и при тоа грижата за себе ја гледам како ментално здравје, грижа од типот на како што би се грижил за некој друг, така се грижиш и за себе. Ги познаваш своите проблеми, недостатоци, силни страни и според нив си го организираш животот за да ти е најубаво што може. Да, ја и ти се знаем уште од 2017, мислам. Бевме на лидерски камп заедно, YMLP, Young Men's Leadership Project, и уште од тогаш сме блиски, поготово кога и двајца сме у Скопје сега. Така. Колку, например, од таму и да почнеме, бидејќи баш сакам за тоа да поразговараме, бидејќи јас сметам дека е важно, ама колку тоа вон училишно образование, тие некои надвор активности кои што самиот тие, знам за мене колку беа важни, ама колку беа важни за тебе тие некои работи кои што ги правеше уште средно, за да доеш до таму кај што си сега со размислувањата, со начинот на кој што живееш, со работите што ги правиш, со погледот кој го имаш. Тешко е да се измери колку ефект има врз еден човек, а не па врз сите. Мене лично, YMLP кампот и сите други активности вон училиштето, особено во средно, беа клучни. Толку многу шанса ми даде да ги извежбам лидерските способности, организирање настани, комуникација со луѓе, те става надвор од комфортната зона дефинитивно и те формира како личност. За камповите особено, мислам дека кога ќе ги собереш најдобрите 70 млади мозоци од државата и ги ставиш на едно место, има што да се добие од тоа. Многу од конекциите денес, еве како што седам тука, се потекнуваат од таму и затоа мислам дека е прилично битно да се биде вклучен во истите. Да, и за мене една од работите кои што барем мене ми представува од големо значење тие исти кампови кои што беа лидерски кампови, беа кампови на кои што имавме луѓе од секаде низ Македонија, од секоја националност, мислам дека имаше на тие неколку кај што ја бев. Ама тоа е времето кај што јас самиот почнав да размислам за овие работи за кои што и денес имам можност да зборам со луѓе на овој подкаст. Бидејќи имавме доста можности да знаеме повеќе не само за лидерство, туку и за колку е важно да имаме и добро ментално здравје и да се грижиме за самите себе. Кога за тебе ти почна тоа некое сваќање дека окей, менталното здравје кој што кажа ти за тебе што значи, кога започна кога се почетоците на тоа размислување дека треба да се грижиме и за благосостојба, не само физичка, туку и ментално. Мислам дека сум имал среќа во тој поглед, што претпоставам и ти исто. Кај нас и во светот, баш во моментот кога јас израснував, средно тие формативни години, таа стана попопуларна тема и попозната за сите. И мислам дека изложеноста на такви програми за ментално здравје беше прилично голема и мислам дека се уште има многу невладени организации што се грижат младите да имаат
зачеток некаков со менталното здравје, како и овој подкаст. Да, и тоа и ми имаме можност да разговараме повеќе за тоа и како и ние го гледаме и како се грижиме едни за други. Колку ти представуваше некој предизвик која, например, се досели овде во Скопје и една од причините баш разговаравме и пред ова, зашто сакав со тебе да збораме и тој дел кај што пак, јас знам колку може само да биде тешко на почеток, ама само да таа транзиција од друго место во Скопје, факултет, да прашаме за твоето искуство на факултет, ама тие некои процеси колку ти представува предизвик. Како, секојдневно така и со менталното здравје и работите кои што доаѓаат од самото тоа. Би го свртал прашањето обратно, затоа што мислам дека не беше тешко преселувањето, туку беше тешко се останувањето. Сигурен сум дека и слушателите од помали градови ќе се пронајдат во тоа што малите градови знаат да бидат потешка средина за некој што пробува да расте и нема доволно можности, нема доволно работи за правење. И затоа одвај чекав да се преселам тука, за конечно да можам да посетувам што е можно повеќе настани, да запознавам нови луѓе и слично. Така што тешко беше, мислам, нели, секоја преселба е процес, ама мислам дека полесно беше затоа што имаше многу работи што тука ги очекував. Што со останувањето? Останувањето, мислев конкретно за Гостивар, пошто јас сум од тамо, и не го гледав како опција никогаш, така што првата прилика што ја имав да се осамостојам и да се преселам беше многу добро дојдено. Да, и сакам баш на тоа да се осврнам, мислам дека не сме зборали до сега, ама тоа е едно од работите кои што јас од секогаш, од кога се преселив овде, размислував, окей, може би еден ден ќе се вратам дома и ќе работам ова што работам и таму. Ама на секое враќање во Струмица, на секој втори или трет месец кога се враќам во Струмица, сум као, нема шанси овде да живеам, барем не сега. Бидејќи баш тоа ти што спомна, тие немањето можности да растеш, да се развиваш, да имаш заедница каква што можеш да имаш тука, е тој проблем. И колку е само тешко, например, пошто знам дека и ти, као и јас, се обидувавме да направиме работи уште као средношколци, настани, да организираме некои акции. Колку е само тешко тоа да се направи кога си средношколец, кога се обидуваш нешто да направиш, ама подршка немаш од никаде. Апсолутно, да. И не мора да значи дека нашите градови се лоши или малите градови се лоши. Мислам дека тоа е одлика на мал град. Тоа за некого е добро дојдено, само не за сите, дефинитивно. Поготово кај нас. Поготово дека ние сепак сме мала држава. Друго е мал град во Германија или Австралија, отколку во Македонија, кај што мало се вртиш и знаеш некој од луѓето кои што се околу тебе. Дури во Скопје е така, мислам. Нели, целата популација се населува во Скопје и се празнат градовите, за жал. Да. Кажи ми збор два за твоето искуство на факултет. Не е многу долго, ама тоа ми е една од интересните работи, кај што ја, например, не знам како ти било тоаш. Мислам, знам од тоа што сме збореле, ама внатре во себе и како се одвиваат тие некои процеси кај што ти започнав со факултет и после колку месец дена? Еден семестар се откажуваш. Така. Многу сакав да студирам во странство, огромна желба ми беше и поминав долги месеци аплицирајки, но за жал немаше стипендии скоро никаде кај што аплицирав, особено за моето поле графички дизајн. Немам слушнато некој да добие квалитетна стипендија за да може да си дозволи да студира во странство. И се одлучив за да продолжам со односно да најдам тука во Скопје да студирам и се одлучив за ФОН, пошто имаат прилично добар факултет за дизајн и мултимедија. Многу ги почитувам професорите од истиот. Но за жал, иако имав стипендија, испадна да истата да биде некако чудно откажана и
да бидат трошоците преголеми, при тоа пошто веќе работев на полето, немаше премногу логика да давам толку пари на студии и затоа се отпишав. Беше интересна одлука, мислам дека дефинитивно зрела. Нели, има сепак грижа од родителите, затоа што сите сакаат да ги видат децата дека се успешни. И сите родители мислам дека тоа го изразуваат на начин кај што грижата не е толку видлива колку што е ти мора да одиш на факултет, затоа што за нив факултетот е сигурност за успех, за полесен живот, подобро работно место, што нели е за пофалба, родителска љубов пробува да те згрижи, ама имав многу разбирање од моите. Знаеа дека и покрај факултетот јас можам да успеам и дека ќе биде малте не исто. Да, и живееме во различни времења, така може би на факултетот што било пред 15 години, 20 години, барем у Македонија не значи исто. И иако јас се уште сметам дека да, факултетот е многу добра алатка и многу добро време во едно развивање на една личност, ама не мора да значи дека е ти што кажа сигурност, дека ние сега ќе имаме сигурна работа и ќе ни помогне понатаму. Може да ни помогне, ама на начини на кои што мислам дека сега повеќе ја барем го гледам факултетот како место кај што можеш да ја градиш таа некоја база или мрежа на луѓе и секако да научиш. Некои факултети се повеќе неопходни од другите, кога станува збор за работа, например, се не можеш да станеш доктор на академија за доктор или на курс за хирург, така? Да, не би сакал да посетувам таков доктор. Ама кога станува збор, например, за дизајн, иако сметам, еве, ти кажи ми дали сум по право или нема, пак за дизајн многу е поважно да работиш тоа и да знаеш што прави. Сега, сигурно ќе добиеш надоградување на тој факултет, ама некојаш бенефитите не се во корист на тоа за да продолжиш ни. Се согласувам потполно со тебе, иако сум некој што немал шанса да студира целосно. Сепак мислам дека факултетот е потребен за мнозинството од луѓето, се гледам како исклучок во тој поглед, не како супериорен исклучок, туку исклучок на контекст, зашто бев ставен во таква ситуација. Меѓутоа, дефинитивно, те вмрежува со многу луѓе, ти дава структура за да можеш да се надоградуваш целосно. Сега не гарантира дека ќе бидеш успешен или дека ќе се вработиш или дека ќе имаш добра кариера. Мислам дека одлика на добар живот и добра кариера е повеќе труд, личен труд, отколку фактот дека си запишен на факултет. И си ја заврши. Да. Сега, како е понатака? Знам дека ти си некоја личност која што ќе дојде до некоја скалило на комфортност и после сака да проба нешто ново. Кај што или да се надоградува нон-стоп и тие работи некојаш се доста ризични. Например, од тоа да работиш супер работа и имаш некоја сигурност да основаш своја компанија, свој бизнес. Што те тера на тоа? Мислам дека многу сакам да се подобрувам и многу сатисфакција добивам од процесот кога идеја станува нешто реално, што е доста макотрпен, нели, било каква идеја да се реализира, треба многу време и исцрпен е целиот процес. И останувањето го гледам како, знаеш, после некој одреден период треба да се размислува што понатака, чисто за да не останеме во удобното, туку да го максимизираме својот потенцијал. И мислам дека така го гледам. Лично сакам мојот потенцијал секогаш да е максимизиран, односно да сум во средина кај што можам да растам. И тоа многу често значи дека таа средина е малку неудобна, малку несигурна. Не е убаво да се биде тамо понекогаш, ама крајниот резултат е фасцинантен. Сега за тие што не слушаат, а не знаат за што зборуваме, кажи збор два за тоа
прво што го работиш и што во моментот работиш. Така. По позадина графички дизајнер, одамна работам, на некои 15 години мислам дека почнав, затоа и универзитетот беше малку сувишен. И работев како графички дизајнер долго време. Сега основав агенција пред отприлика 6 месеци за веб дизајн и UX, односно user experience, што е дизајнирање на софтвер, апликациите што секојдневно ги користиме на телефон и компјутер. Да. И во последниве 6 месеци се обидуваш да го работиш тоа. Сега, најчесто кога станува збор за барем во денешно време, тоа што зборевме, и таму сакам поголем дел од разговорот да задржиме, ги гледаме оние убави страни, ги гледаме оние страни кај што окей, можеш да заработиш ова, сам свој газда, ова е, знаеш, take control of your life, не дозволувај други да ти кажуваат што да правиш. Ама сакам со тебе да направам бидејќи си некој кој што го работи тоа и буквално си таму си сега. Колку е тешко тоа? Колку тоа се одразува на тоа како секој еден ден ќе ти помине и како тоа го поврзуваш со имајќи некој баланс кој ти помага да не се откажеш на крај крајот. Така. Бара многу спремност, бара да си целосно вложен, би го споредил со атлета. Атлетичар, нели, не е само на тренинг атлетичар, туку во секојдневниот живот пази на исхрана, гради здрави навики и мислам дека истото е со бизнис. За да успееш, стварно треба да си наспан, да си ментално стабилен, да вежбаш, да си околу луѓе, бара најдоброто од тебе секогаш. Ја разбирам зашто е глорифицирана идејата за сам свој газда, работи од колку сакаш до кога сакаш. Но тоа никогаш не е исклучок за мрзеливост. Не можеме, сепак има многу работа да се сработи, нели? Ама би рекол дека и нема премногу работа. Има еден архетип на газда што секогаш е зафатен, не може да ти крене на телефон, не може да се види со тебе. Мислам дека и тоа е голем дел избор и можеш да водиш сосема нормален живот. Тешко е и се глорифицира маката, ама друго е кога ќе бидеш во маката. Нели, лесно е да кажеш колку и да ме одбиваат, јас пак ќе пробувам, ама друго е кога само ќе те одбиваат и во тој момент можеби светлото на крајот на тунелот не е толку светло. Да, и многу е лесно, барам јас барам за кај нас, ама лесно е да навлеземе у тоа колку ни е тешко, колку не може, колку ова, колку она, а не гледаме кои ни се можностите кои што ги имаме. И кој што кажете, секој еден наш избор, тоест секој едно нешто што го правиме е наш избор. Дали тоа ние ќе направиме така да нашиот, не знам, денот кој што ни е денеска, дали ќе направиме да си дозволиме да бидеме пофлексибилни со некои работи, некои денови не можеш, пошто со станоци едно друго мора да завршиш проект, мора да го даеш на клиентот или еве се мора ја и ти да снимаме. Се закажавме за 10, снимаме. Ја не сум флексибилен тука, не можам да кажам ајде можеби не, тоа е, ама како си го организираме нашиот живот надвор од тоа. Еве јас сега гледам на мене, окей, имам неколку денови кај што не може. Ама имам 1-2 дена кај што окей, овие 2 дена, еден ден поготоа, ама еве, да кажеме и 2 дена, што ја не закажувам ништо. Ако некој ме праша нешто работа, не сум слободен. Бидејќи сакам да се посветам баш на тоа што ти го викаш и колку е само важно оние други аспекти од животот да ни бидат на место, за да ние да можеме после да бидеме продуктивни. Дали ќе биде тоа, во многу држави имаш 4 работни дена, почнуваат, па малено работно време. Поефективни се. Да. Никој не може да каже, мислам дека 8 часа дневно, 5 дена во неделата ти си исто продуктивен и затоа твојов пристап на некогаш си правиш состаноци да немаш тој ден или тој ден работиш помалку, излегуваш порано. Имаш некоја активност што те исполнува, го одбираш тоа, се со цел за
да си среќен затоа што и кога си среќен си попродуктивен, нели? Мислам дека тоа е многу битна цел да ја имаш покрај фактот дека си само продуктивен, имаш аутпут на X или Y работи што ги креираш. Да. Која е една non-negotiable за тебе? Не знам на македонски што би било, ама дали има некои работи кои што тие се принципи и за нив нема дебата, нема тоа е, тие ми се принципите и се Мора non-negotiables. да се случи. Да. Така. Тоа е излегување са бајле од дома. Мора да работам од канцеларија и никако останување дома да работам. Со искуство, нели? Сватив дека некои 3 години работев од дома и продуктивноста не е иста. И многу сум посреќен кога са бајле ќе излезам од дома, ќе одам во канцеларија околу други луѓе и тоа е еден таков non-negotiable. Ако не излезам од дома, денот е автоматски полош. Да, тоа е интересно бидејќи баш за тоа ти што работиш, а и глобала се нели со ковидот почесто е и мислам дека па и превладува тоа чувство дека сите сакаат од дома да работат или повеќето. А исто и јас кој имам кај што ја ако не излезам од дома, ја ќе завршам работата. Но да, добар. Вака Ќе или завршиме така? се, тоа е, дали од кревет до лежам и пием кола, ќе завршам. Така. Ама ја самиот за себе не се чувствувам дека сум завршил. И можеби ќе биде ист аутпутот. Исто ќе завршам, бидејќи можеби не станува збор за некоја сега креативна работа, туку административна работа, нешто. Да. Мејл да вратиш ова. Ама сам за себе не се чувствувам убаво. Дека знам дека ја ова го завршив лежејќи у кревет едва е она се тераш да завршиш. Како си кога ќе завршиш со работа е прашањето. Да, и тоа е многу важно и кога ќе зашто дома и не за џабе физичката активност е и само ако пешачиш поготово или па и да се качиш во автобус поразлично, ќе слушнеш што ќе пушиш музика, ќе Да. Самата изложеност на светлина, дури на прозорец дома да си седиш, можеби 10-кратно помалку светлина добиваш и тоа е едноставно како мозокот го перцепира почетокот на денот, нели? Кога одма излегуваш, одма те удира сонце или облачно време, ама сепак премногу светлина. Тоа се. Кога ќе дое време зима у Скопје, треба цело да се бандажираш. Апсолутно. Да. Сега ја и ти имаме исто зборено доста и колку само физичката активност е некојаш важна за тоа како се чувствуваме ментално и психички, па и спиритуално и се што иде со тоа. И дефинитивно физички. Физички, сега ја и ти заедно почнавме и истрчавме еден полумаратон. Да. Така. Кажи ми го самиот тој процес за колку само таа некоја физичка активност тебе ти помага и пишеве, јас за мене знам дека кога не трчам, барем сега, од кога почна да трчам, мене денот во најголем дел од времето не ми е најдобар. И јас не се чувствам најдобар за тој ден. Да, исто. Многу ми е драг тој полумаратон, инаку. Чекај, јам овде, јам медалот. Ете го, да. Ево, ох и трчат. Предобар полумаратон. Види, многу помага самата физичка активност. Едноставно, хемиските процеси во мозокот што се случуваат индицираат дека ти ќе бидеш посреќен и задоволен со самиот себе си кога си направил толку нешто макотрпно. Телото се спрема. Дури јадењето би рекол е поубаво. Поубаво се осеќаш кога јадеш, кога знаеш дека толку многу си се истрошил во суштина. Јас, како и многу други очекувам, нема вежбано ниту еден час на физичко од можда 6-то деление до 4-та година крај на средно. И немав никакви навики во тој поглед, зашто мислам дека немало пример од кого да видам и немало што да правам во поглед на тоа. Сум модел на тренинзи, фудбал, кошарка и слично, ама сепак мислам дека не е исто како одржување лична навика за активност и движење во денот. Ама од овој
момент кај што сум сега, можам да кажем дека има момент кога дури и макотрпното вежбање, трчање, што и да е, станува убаво. И исто се осеќам и јас како тебе. Кога не трчам, ми фали нешто, а кога после долго време трчам, тоа е најубавото чувство на светот. Како крилјата да се конечно отворени и можеш преубаво чувство. Да, она е runner's high, кај што ти Мм. се чувствуваш многу високо, она. Ама и многу е важно, барем ја оно што имам сватано, не секогаш е тоа трчање што ти помага или што сега ти мора да истрчаш не знам колку. Некогаш е убаво да изџогираш 10 минути, 20 минути, за да почнеш, барем за мене, на почетокот од денот. Иако сега и сам знаеш дека почнав да уживам и у оние вечерни трчања, кај што стварно е убаво, поготово на лето, да завршиш денот на тој начин. Ама не мора сега, не знам, да истрчаш полумаратон. Ја тоа го сватив и се обидувам да се убедам самиот себе, бидејќи, окей, го сватив, знам дека е така, ама друго е кога ќе истрчаш полумаратон. Ама сега кога не можам да истрчам или нема кога или не можам да се спремам за тоа, треба да бидам окей со тоа и да излезам од дома и да попешачам наместо да трчам или да истрчам малце наместо 21 км или 42. Пак е окей, пак ми помага за да го добијам тој ефект што мене ми треба за да имам некој баланс во тој ден. Апсолутно. Маратонот, полумаратонот тие се производ на таа редовност, а таа редовност не потекнува од морам совршено да истрчам денес. Повеќе имам примери на луѓе што си ги користам како личен пример, што кај и да биле, со кого и да биле, во каква ситуација и локација да биле, одат да вежбаат. Пример, патуваат, сепак излагаат да истрчаат 1 километар барем, нешто само од сабајлето да се внесе од активност. И мислам дека таа одлика е тоа што те прави среќен, што си одвојуваш време за себе си и се грижиш за себе преку тоа. Да, и пак ќе се навратиме на тоа и преска што спомна, ако ти самиот на себе не работиш, ти можеби ќе бидеш ефективен во тоа што работиш, ама не верувам дека тоа е добро на долг рок. Бидејќи нема да можеш да го правиш тоа цело. Во еден момент ќе доеш burnout. Ќе доеш до тоа да не си повеќе ефективен, да другите те стигаат. Ти можеби ќе бидеш иста продуктивност, ама тие што биле под тебе или со тебе ќе те стигнат ако ги имаат овие работи. Исто е и во некои наши односи со луѓе. И ако јас сам на себе не работам и не бидам подобар, ја нема да бидам ни подобар пријател, ни подобар партнер, ни син, ни керка, ни што е да е, така? Бидејќи пак се започнуваат самите себе и се ние можеби да бидеме супер и да даваме, ама ако сами на себе ние не зимаме, нема да имаме што да даваме после тоа. Апсолутно, многу добро го каже. Дефинитивно е сеопфатно. Нема, знаеш, ако трчаш, би рекол дека си и подобар син, и подобар другар, и подобар брат, и подобар татко. Истото ако се грижиш за себе си на било кој начин, секој едно од тоа додава помалку за ти да бидеш најдобрата верзија од себе си. Сега знам дека ти си некој што исто сака да биде продуктивен, голем да одработите. Кои се некои алатки или кои се некои работи што тебе ти помага да бидеш попродуктивен? Од тоа не само да завршуваш таа некоја твоја работа, туку и да ова што збориме, да го имаш тој баланс и да се грижиш самиот на себе. Така. Би рекол нула притисок. Воопшто не осеќам притисок за работите што треба да ги завршам и тоа многу помага, затоа што притисокот знае да те сопне и пак ништо да не завршиш. Пример од првото работно место ми беше тоа што се работеше од 9 до 5. И ова не го мислам како идеш во 9 си одиш во 5, туку ти си на работа и достапен од 9 до 5. После 5 никој не смее да ти прати порака или да ти прати, не си должен да одговориш и во 5 некако завршува работниот ден. Колку си завршил, иако е малку, можда е окей за тој ден, прифати го, сега си завршил со работа, време е да се вратиш на остатокот од животот, нели? Не секогаш треба да главиме. Почнав покасно, па ајде сега да останам многу покасно. Пробувам да работам
отприлика 6 сати во денот, што мислам дека е стандардот ако факторираш, нели, ручек, Ручек, паузи да. и се тоа. Ама и тоа е без притисок, воопшто не го мерам времето или било што такво. Гледам се да ми е запишано тоа што треба да завршам за денот и многу лесно ги преместувам за утре некои работи. Не да ги одложувам зашто не ми се работат, туку едноставно нешто не сум пресметал денес дека можам да го завршам и оди за утре. И во текот на неделата најчесто се завршуваат сите работи што треба да се завршат, ако не се завршуваат после тоа, ама роковите се стигаат секогаш. Да, и тоа е таа работа да сами себе да не си ствараме притисок, бидејќи има притисок на секаде околу нас. Као имаш, например, некој реален притисок од работа, кај што окей, имаш работа, треба да ја завршиш и треба да биде ефективно. Тоа е тој притисок кој што е built-in, кој што ние не може да го контролираме. Да. Ама самите себе, ако не си ствараме притисок, ни помага за да го менаџираме тој притисок кој што го добиваме. Така. Колку притисок има е различно од колку притисок чувствуваме. Може да чувствуваме исто колку што има, ама може да чувствуваме 10-кратно од тоа што го има. Го контролираме тој аспект. Да, ми текно се ако збориме за ова, назад се враќам повторно на тие кампови и нешто што ја барем го имам научено од еден од луѓето кој што беше таму, кој што и двајцата го знаеме, Кайл. Тоа е controlling the controllables. Контролирај го тоа што можеш да го контролираш. Ние не може да контролираме сега дали Иво ќе дое на време од 10 сат да снимаме или не. Ама ја може да контролирам како ја ќе гледам на тоа, така. Кој е мојот став кон тоа и како ја ќе се чувствувам за тоа и која е мојата реакција. Друго, се друго ние не може да контролираме. Не може да контролираме времето надвор како ќе биде. Ама ако ние гледаме на времето надвор облачно и се нервираме дека е облачно, нашиот ден ќе биде облачен. Баш така. И тоа е едно нешто кое што не секогаш е лесно. Сега ние зборуваме од аспект да овие се работи кои што и ние сакаме и за нас да бидат, не дека секогаш ги правиме, како да ја можеби имам аларми секој ден за да правам една работа секој ден, ама ако ќе видам тој аларм, ја не го правам тоа секој ден. Ми доаѓа алармот, окей, ова е за ова, може ќе застанам, ќе ја направам. Ама повеќето деновите нема да застанам, ќе видам, окей, ќе ми текне, немам време, сега мора ова, пишувам ова на 9, сега со тебе зборам и не можам сега тоа да правам, бидејќи ама пак ова се работи кои што јас сам себе се обидувам секој ден. Така што контролира она што можеш да го контролираш, еден од овие совети кои што ги имам стварно видено у пракса и секогаш кога па и со играчи кои што ги тренирам, некој што им го зборам, тоа е една од најдобрите лекции кои што може некој да ги научи, бидејќи на крај на ден ја не можам да контролирам времето или не можам да те контролирам тебе или Сашко дали ќе камерата ќе намести. Тоа е негова работа. Ја може само да контролирам како ја ќе се однесувам спрема тоа и како ќе гледам на тоа, со кој став ќе гледам на тоа. Да. Не е само отпуштање на работите што не ги контролираме, иако е голем дел тоа, нели многу работи не контролираме, милиони работи не контролираме, ама тоа значи дека имаме 3-4 работи кои многу добро треба да ги контролираме. И убавото е што имаме фокус на нив, можеме да ги контролираме, пошто не мора да се занимаваме со времето какво е денес, ама има многу одговорност за нив, има многу одговорност за твоето однесување, многу одговорност за твоето размислување. Нели, како си поставен кон другите? Да, како се однесуваш. Да размислуваш на тоа, окей, да, ако некој вакана, ако некој, например, сме се договориле во толку и доцни. Нормално не е, сега, никој не сака некој да му доцни. Да. Ама ако мене ми е јасно дека ја не можам, на тоа гледам на некој начин на кој што ја не можам да се контролирам, да не бидам гневен или изнервиран. Океј, кои се некои механизми кои што јас може да ги да работам на тоа за ако некој доцни пак, океј, да. Треба да, ако мене ми е стварно ми ствара
некое негативно чувство ќе ти кажам, вака и вака, ама у тоа време, нема да ти го кажам тоа со дерење, со викање, вака и вака, ова. Не, ја не знам, секојаш ќе имам подкаст на кој што може да слушам дор чекам, или некоја книга ќе земам да читам. Ја не читам книга, ама некој може тоа да направи. Кои се некои тие работи, ако знам дека тригер ми е дека некој вака ќе направи, окей, првите неколку пати ќе биде тешко, ама после тоа кои се работите кои што можам да ги правам, за да не се чувствувам така и за да можам да изреагирам подобро. Бидејќи не се е лично, например. Тоа е едно од работите, кој што на крај на денот на никој не му е гајле за тебе. Колку и да звучи тоа тешко, лошо, грубо, ама на никој не му е гајле за тебе. Сите се преокупирани со себе си. Тоа. Секој се грижи дали тоа е добро, дали добро се презентира, дали е на време, секој во својата глава практично. Механизмите се многу битна работа. Мислам дека идејата за willpower и сила да направиш нешто, многу често акцентот е ставен на не сум нервозен автоматски. Ама мислам дека нервозата е тука, дали ти сакаш или не, односно не ја контролираш некогаш, ама тоа што го контролираш е перспективата што си ја даваш, нели? Тие 5 минути што некој ти доцни, може да бидат за подкаст, за книга, може да бидат колку убаво времето денес, наместо нервоза. И таквите механизми се многу почесто побитни, отколку јас сум ладнокрвен, не ми е гајле за ова. Сите имаме чувства, само треба да имаме добри механизми да се справиме со истите. Да, види, ако некој чувство потиснуваш, после тоа ќе се појави некоја друга форма. И тоа баш зборавме на едно од претходните епизоди со психолог, со Александра, кај што секој едно чувство е валидно, секој едно чувство е важно и треба да се адресира соодветно. Да, чувството тага, јас се чувствам тажно, окей, ако некој ми направи така, ја ќе се чувствам тажно. Сосема окей, ја тоа да чувствувам. Исто е сосема окей, ако пак ќе кажам тој пример, Партизан победи, ја 3 дена не престанувам да се смеам и сум среќен. Тоа е окей чувство. Ама мене ако ја дозволам цел живот да ми се врти околу Партизан и да моите чувства и она што ќе работам тоа нема да биде здраво за мене. Ни за овие околу мене. Ама ако сум окей со тоа чувство да, кога ќе победи, супер. Кога ќе изгуби, it's gonna hurt. Нема да биде супер. Нема да биде супер, ама нема да дозволам да утре ден кога ќе се разболам, мене цел ден да биде удиштен дека има изгубен. Некои порази болат повеќе од другите и некои работи не е исто сега некој да те повреди кој што ти е близок и некој кој што само што си го запознал. Ама како тоа да не дозволиме да ни стане, да ни го преокупира денот, да ни го наруши целиот ден. Да. Си се познаваш себе си, се случува, губи Партизан и ти правиш damage report. Изгуби Партизан, кои работи ми помогнале во минатото да се справам со ова и си викаш, супер, денес ќе излезам на прошетка. Тоа е првото нешто што го пробуваш и сигурно има долга листа и тие се механизми. Таа се тие, ако си као тебе, ти стварно имаш damage report и го пишуваш тоа некаде у телефон или не, ама да, тоа е принципот. Во главата. Мора така, например, не знам сега, се закажуваш со некој гостин, ќе откаже. Окей. On to the next thing. Сега разговараме, ако можеме да презакажеме, супер, ако не, здравие. Ама не го земам тоа лично. Бидејќи јасно ми се, секој еден е зафатен, секој еден. Исто тоа и со се. И тоа е тој damage report. Не би се изненадал ако стварно имаш некаде кај што ги пишуваш работи. Нема да речем дека нема. Добро, ја би превршувал тука, не знам ако има уште нешто, не знам што не офативме, што би било мислам убаво. Тоа последно, бидејќи знам дека размислуваш сега да си идеш од Македонија, и веќе си во тој некој процес да гледаш тоа. Кажи ми го размислувањето околу тоа и, например, останување, неостанување, на што се должи самото тоа? Види, јас верувам дека животот е убав во Македонија и животот е убав кај да си,
зависи само од тоа дали тоа е правото место за тебе. За жал, за мене најверојатно не е и затоа одбирам да се иселам. Не би рекол дека спаѓам во оние што бараат подобар живот надвор, затоа што мене ми е сосема супер тука и би можел да изживеам тука цел живот и сепак да бидам задоволен, ама сакам да искусувам нови работи, нови култури, нови јазици, тоа ме влече и затоа мислам дека е правилната одлука, не дека тука е ужасно. Да. Тоа е интересно да се слуша, бидејќи најчесто нели кога некој си оди од овде, си оди поради тоа што овде е за никаде, ова не чини, ова е лошо, ова е за никаде. А ја немаме оваа перспектива да дали е најдобро? Не. Дали некаде е најдобро? Пак не. Ама да, и баш ми е мило што слушам ова, мислам, го знам ова, ама е мило што можеме и за ова да разговараме и некој да го слуша да се подразмисли за тоа. Да. Се е отидено како рамка што си ја ставаме, се е зафркнато тука. Ништо не е добро. Нема никаква полест од тоа. Нема што да направиме со тоа. Има и полоши места кај што луѓе живеат и се задоволни со тоа. И пробуваат да го подобрат местото во кое живеат. Така што, ако го генерализираме така, не си оставаме простор да бидеме изненадени малку или па да работиме на нешто што може да го смени. Тоа е пуштање раце од ситуацијата. А зошто би пуштиле раце? Да, прото од овие работи што можеме да ги контролираме. Може не може да контролираме, не знам, некој закон дали ќе биде донесен или не, или дали полицијата ќе го спроведува тој закон или не, ама може да контролираме дали кај нас дома ќе ни биде чисто и удобно. Надвор од зграда која ќе излезеш, ако има ѓубре фрлира. Сега но тие се некои работи и тоа го прави, ние може да контролираме, ние како ќе гледаме на работите. Ако знаеме дека окей, не знам, ништо не функционира во нашиот систем, поготово државната администрација, ја ќе гледам да работам надвор од тоа. Ќе работам нешто или ќе се обидам да работам работа која што тотално не зависи од тоа. Се не секогаш можеме, пак ќе кажам, ние можеби ја и ти сме исклучок, ама не верувам дека сме сами во тоа. Да, ако си доктор, тоа е, ако си адвокат, пак мора да работиш со институциите. И мораме, нели, да работиме со институциите, ама во минимални работи, кои што мене не ми зависи ништо од работата, од тоа кој ќе биде премиер или не. Така, ја ако се водам со тоа, да, ја ќе бидам политички активен, бидејќи сметам дека секој еден нас треба да биде политички активен и треба да излезе на избори да гласа. Дали сака да си ја каже своето мислење јавно или не, тоа сам на себе. Ја мислев едно време дека треба и морам, сега сум као, па и не морам баш толку да се истакнувам толку со моите мислења, а и не морам да следам толку секолку што доволно следам за да знам да донесам одлука која треба да гласам или кога разговарам со луѓе да знам што се случува. Ама тоа е тоа. Другото, ние не мора да ако зависиме од тоа дали ја ќе имам работа утре или не. Разбирам маката. Тоа е тешко, ама како да направиме тоа да не зависи од нас? Или да немаме притисок од тоа. Ја лично сметам стварно дека тоа започнува со здрав начин на живот. Кога ние имаме здрав начин на живот и здрав поглед на животот, да не бидеме премногу оптимисти се секи биде супер. Да. Не, работите нема да се подобрат. Тоа е. Корупцијата нема да стане подобро. Кој да дое на власт нема да биде така. Damage report. Што правиме сега? Тоа е. Нема шанси да се подобри. Да. Ама не значи дека тоа сега, окей, ајде, ништо, ќе земеме, ќе се пакуваме куфер и ќе си идеме. Не, и тако свет може да функционира. Да. Промената не е величествен порив на се смени ова и сега сите се добри. Или еден човек превзеде нешто и се смени. Тоа многу ретко е така, работите се многу
на микрониво, нели? Сите имаме функции, како што кажа доктор. Ако сум доктор, јас треба да се грижам да сум најдобриот доктор што можам да бидам, а најдобриот шофер на автобус треба да се грижи да е најдобар шофер за автобус за јас да стигнам на работа. И ако сите овие наши функции ги извршуваме безпрекорно, да бидеш добар син, да бидеш добар граѓанин, студент, ученик, партнер, се што можеш да бидеш, тогаш општеството почнува полека да се подобрува. Ако сите се запрашаме што е најдоброто што треба да го постигнам, тогаш сите се подобруваме заедно. Amen to that. Па, ајде, овде ќе завршиме. Може. Бидејќи сигурен сум дека ќе најдеме доста теми да зборуваме и повеќе од тоа. Ја би завршил со асоциациите кои што сега веќе ги ни стануваат некоја пракса и редовно во втората сезона. Ќе кажам едно нешто, дали ќе биде тоа некој чувство, предмет, што и да е. Ти ми кажеш што ти прво паѓа на памет. И ќе почнеме од, не знам, тага. Тага, размислување. Радост, Танцување. среќа, Насмевка. дожд, Пријатност. спиење. Одмор. Македонија. Природна убавина. И за крај, ментално здравје. Грижа. Иво, фала ти. И ќе заборав, чекај, ќе се одјавивме од епизода без да заминеме со твоето прашање за нашите гости. Моето прашање е што е една карактеристика што тебе те прави подобар човек?